Добар ден, почитувани. Ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци. Ретките болести се поединечно ретки, но заедно погодуваат голем дел од човештвото. Колкав е предизвикот при дијагностицирањето на болеста што е несекојдневна? Зошто многумина чекаат со години за точна дијагноза? Колку често симптомите се манифестираат уште во детството? За ретките болести денеска разговараме со професор доктор Велибор Тасич, детски нефролог. Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство минатата година ги возобнови работилниците за психофизичка подготовка на трудниците. Од која недела на бременоста жените може да ги посетуваат и дали е препорачливо да бидат во друштво на нивните партнери. Сето ова ќе ни го појасни акушерката Сања Букушлиева. Останете на Телма, а поставете прашање во програма. Колку се навистина ретките болести? Ќе го прашаме професор доктор Велибор Тасич, детски нефролог од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Професоре, вие сте во пензија од неодамна, но се уште активно работите. 3 години веќе сум во пензија. Но се уште работам како консултант, советник. Како консултант, така. Денеска ќе проговориме за ретките болести. Колку се тие навистина ретки ќе биде главното прашање, но да започнеме со тоа што значи една болест да биде ретка. Колку ретко, односно често треба да биде дијагностицирана за да се вклопи во таа категорија? Па зависи. Постојат некакви дефиниции. Сега тие дефиниции се разликуваат во Европа, Америка и Јапан. Еве да кажем, во Европа се смета дека ретка болест е нешто што се јавува ретко, мислам, 1 на 2000. Па ако се ултраретки болести, тоа е нешто неверојатно ретко да кажеме 1 на 100.000, а ултра ретки 1 на милион. Значи има и такви болести. Видите, тие се поединечно стварно ретки, но кога ќе се соберат, тоа представува една маса на пациенти, било деца, било возрастни. По некои проценки, видите, нема идеална проценка, но некои проценки велат дека, например, во Германија има 4 милиона индивидуи со ретка болест, во Европска унија негде околу 40 милиона, а во светот негде се проценува да постојат 300 до 400 милиона индивидуи со ретка болест. И сега зависи, во некои региони ретката болест е, да кажем, почеста, во некои е многу поретка, но генерално тоа се тие некои провизорни бројки. Така, во однос на дијагностиката, обично се чека долго време точната дијагноза. Зошто е тоа така? Тешко ли да се издијагностицира некоја болест која што дава некои несекојдневни симптоми? Па, постојат повеќе фактори. Прво, клиничката слика. Клиничката слика во последно време е многу модифицирана. Веќе немаме класични клинички слики ниту кај честиве болести, ниту кај реткиве болести. Понатаму, достапноста на здравствената заштита. Дали секој пациент има можност да добие соодветна здравствена заштита, мислам соодветен преглед, физички преглед, испитување, експреско мислење, тоа зависи нели од развиеноста на здравствениот систем. Понатаму тоа зависи и од едукација, како од едукација пред се на родителиве, пациентиве, да знаат кога да се обратат, нели, затоа што некои симптоми ќе се занемарат од страна на самата фамилија, на пациентот, а многу зависи и од здравствениот систем, од едукацијата. И тоа е она што ја повторам, ние мора да имаме добра едукација. Видите, денеска многу иде напред технологијата, значи, јас, скоро многу пациенти, многу родители се фаќаат за оно крвна слика, за ЦРП, а исто и тоа докториве. Ние забораваме класика на медицина. Класика на медицина пред се е добрата анамнеза, добрата фамилиарна историја. Видите, некојаш постои она стигматизација, па не добиваме податоци за фамилиарна историја. Дали некој ќе ви каже дека у фамилија имам епилепсија? Тешко е да се каже. Тешко е да се каже на докторот, а камоли околината. Понатаму, многу е битно да се направи квалитетен физикален преглед. Тоа значи детален преглед. Немаме. Максимум да се сведе на една слушалка и лабораторија. Значи, не сме кај пациентот.
Видите, денеска имаме и artificial intelligence, може да ја наполните, али како ќе наполните, нема да ве доведе до дијагноза на ретка болест. Пак е тука човекот. Пак е тука човекот, пак е тука докторот со неговото знаење и со неговата едукација. Видете, има повеќе од 8.000, да кажеме, ретки болести. Јас точно бројката не можам да ви ја кажам, но не можете вие да знаете. Ја конкретно може би знам за 30, овака доста, друго знам некакво делумно знаење, не можете да знаете, но треба да препознаете што е ретко, што е не секојдневно. Да разбирате? Дури една некоја мала цепка на носот може да ве поведе кон дијагноза или некаква мала промана на ушиве. Значи нешто што може веќе од физикалниот преглед да се види или некакви дамки по телото, значи некои многу ситни работи. А како ќе ги знаете ако не го прегледате пациентот? Еве, јас замерам на моите колеги педиатри, што многу често се сведува прегледот само да се стави слушалката доле под фанелчето и толку, без да се раскомоти, да се прегледа детето, да видиме и чести работи, да видиме крипторхизам, дали има спуштени тестици, нешто што е често, а да видиме и нешто што може да е ретко и може да не поведе кон дијагноза. Некои дамки на телото може да не наведат да помислиме на сериозни болести. Значи, пред се физикален преглед, добра фамилиарна анамнеза, така да тоа веќе значи имаме некој водич кон. Јас не барам ни студентиве, ни специализантиве да препознаат ретка болест, но да посочат да ова не е вообичаено, ова бара понатаму обработка. Колкав дел од пациентите со ретки болести најнапред добиле погрешна дијагноза? Има ли некои статистики? Па тешко е да се каже. Погрешна дијагноза не добиле само кај нас, добиле и устранство. Ние читаме литература и видите, искрено да се каже. Тоа не значи дека и јас, кој моментално сум, да кажеме, експерт за ретки болести, имам и ја предвидено многу ретки болести. Тоа е живот. Клиничката слика не е секојаш типична, атипична клиничка слика. Не гледате у моментот кога ќе се појави, кога ќе имате манифестација на ретка болест. Некои ретки болести не мора никогаш у живот ни да се презентираат, освен ако не дојде некаков тригер, некаков фактор. Нешто што ќе активира. Нешто што ќе активира, некаква инфекција, некаков стрес, некаква операција, да кажеме, анестезија, гладување, значи прегрејување, да кажеме, топлотен стрес. Тоа ќе не доведе у ситуација да клиничката слика се манифестира. Ако остане само на анамнеза на родителот. Јас ќе ви кажам многу интересно, оно баш од Science, како се вика, Discovery, не знам, гледав на негде на 70 години кај возрастна особа се дијагностицира една доста ретка болест, карнитил палмитил 2 дефициенција не е битно, каде што тој човек иде на еден маратон и после маратон се јавува нешто што личи на крвава урина и човекот запаѓа у акутен отказ на бубрезиве. Значи, тој генски дефект си го носи више од раѓање, но човекот немал таков стрес физички, дури на 70 години, тако нешто се дијагностицира, што значи да може да дијагностицирате и во некој покасно доба. За жал, некои болести, например, Хантингтонова хореја, тоа е една многу сериозна, дури фатална невролошка болест, негде се дијагностицира од 40-50 година. Значи не сите ретки болести се манифестираат во детството. Не, тие се најсериозни, тие се најстрашни, тоа се метаболички заболувања. Тие се дијагностицираат уште во неонатална интензивна единица. Во интензивна единица тоа се крајно тешки пациенти кои бараат значи мониторирање, вентикуларен сапорт, што значи на механичка вентилација, метаболичка, али тешко е да се дијагностицираат. Тие многу личат на сепса. А знаете, сепсата не е ретка кај новороденчињата, така да треба многу знаење, умешност, но мора да имате и добра лабораторија за такво нешто. Мора да имате добра лабораторија, добар скрининг, што за жал ние во Македонија еднаш го имаме, еднаш го немаме, зашто такви заболувања треба да се докажат со тој ран неонатален скрининг. Значи, советувате да се прави тој ран неонатален скрининг за да се откријат одредени болести кои што се ретки уште пред да ги манифестираат симптомите? Така е. Значи, во Германија и на запад секаде постои тој скрининг каде што постојат 40 метаболички генетски болести кои што се дијагностицираат, нели, значи зимање на капка крв, веќе вториот ден после раѓање се зима капка крв и таа се праќа во централна метаболичка лабораторија
и се дијагностицира одредена, да кажем, метаболичка болест и многу рано се започнува третман, што тој третман многу ветува. Значи, тој третман возможува да дете има здрав живот, практички здраво со одредена интервенција. Дали тоа ќе биде диететска интервенција, значи соодветна диета или соодветни лекови. Значи, практички, тоа е многу исплатлива инвестиција да инвестирате на натален скрининг. За жал, кај нас тој скрининг час го има, час го нема, одредени болници се зафатени, одредени не се зафатени, така некаде на новороденчињата се испуштаат од болница пред 48 часа, а потребно е време од 48 часа да се насоберат тие патолошки метаболити за да се земе капка крв, нели од пета, најчесто и да таа се анализира. Споминавте метаболички болести. Зарем не се сите генетски? Зарем не сите ретки болести се генетски? Има ли некои други фактори кои што влијаат на појава на овие заболувања? Мислите, метаболички болести во главно се генетски болести. Значи поврзуваат. Тоа се дел од генетски болести, да, дел од генетски болести се метаболички болести. Значи има и други метаболички и други генетски болести кои што не се од метаболизмот, болести на коскиве, у однос на растот, понатаму нефролошки болести кои што имаат генетска, значи тамо не мора да има метаболичка компонента. Да. Кај пациентите кај кои што постои сумна за ретка болест, неопходно ли е да се направи генетска анализа? Да, добро е да се направи генетска анализа, декогаш генетската анализа може да не доведе до конкретна дијагноза. Но сепак прво треба да се направи добра клиничка процена. Треба да се направи прво добра клиничка процена и да ние се ориентираме за што се работи, каде се работи, да може, затоа што и да направите генетска анализа, вие ќе добиете една маса податоци. Колегиве кои што ги анализираат тие генетски податоци, вие треба да ја секвенционирате ДНК, да ја прочитате она ДНК која што има 3 милиарди базни пара. Значи, тука треба огромно искуство. Тука се тимови, значи од биоинформатичари, луѓе кои што одлично знаат информатика, кои знаат да селектираат и да ве дојдат до некои 2000, да кажеме, некакви варијанти, па секоја варијанта што се најде да се анализира, дали одговара на клиничката слика, не одговара на клиничка слика, дали таа варијанта е многу битна конзервирана из еволуција, дали сме на тоа место да се случи мутација и така натаму. Значи има многу параметри, фактори за да една варијанта понатаму се прогласи дека тоа е варијанта што ја предизвикава болеста. Тоа е тешка и макотрпна работа. Кога нешто е познато, таму таа artificial intelligence ќе ви го даде на тањер. Значи, некои многу лесно ќе се, али има други заболувања каде што треба многу, значи она конфронтација помеѓу клиничарот, значи сепак клиничарот и понатаму е битен, секако генетичари се важни, генетска лабораторија, искусни луѓе, но мора да постои координација, комуникација, ме разбирате, значи, тешко е. Цел тим. Тешко е. Па тоа е проблем, знаете, кај нас е мало проблем што таа расцепканост, малце немаме комуникација, друго кога на едно место би можеле луѓе кои што се клиничари, генетичари, да имаме многу почеста, ние се обидуваме, не велам да нема, со Ману имаме одлична комуникација и така натаму, но ако пратите, значи, некако биолошки материјал у странство, значи мора нон-стоп. Еве, јас имав конкретно соработка со Boston Children's Hospital, со Харвард, нели, Харвард, но морав нон-стоп да комуницирам, нон-стоп прашање, одговара, не одговара, знаев да се спротивствам, извините, вие најдете варијанта, мене клинички тоа не ми одговара. Без оглед што сте вие, Бостон, Харвард, клиничарот е битен. Така. Значи, се почнува од клиниката, од пациентот, не од нешто тамо виртуелно. Значи може да се пронајде нешто, но тоа да не одговара, значи како генетика, но тоа да не одговара на клиничката, на симптомите. Апсолутно, без оглед што професор Хилдебранд е светско име, јас знаев да му се спротивставам. Мене, како клиничар, тоа не ми одговара. Јас имам јасни аргументи, он со тоа се слага. И тоа е нормално. Замислите да он погрешно, Хилдебранд, јас на некој начин су негова брана. Ме разбирате? Ако му презентирам коректни клинички податоци, ако го праќате без клинички податоци, тоа е оно што нашите колеги од Ману многу се љутеа, што не им праќаме клинички податоци. Не се они се можни да се може да направат ако немаат добра основа, да знаат за што треба да трагаат. Тоа е една, да кажам, повише од детективска работа, анализа на ДНК-та, на генетиката, стварно детективска работа, каде што треба повише, треба комуникација, треба многу и знаење, и умешност, и комуницирање. Професоре, за дел од ретките болести има современи
модерни лекови, но тие се ултра скапи. Зошто се толку многу скапи лековите за ретки болести? Па знаете зошто се скапи? Ако имате еден лек за хипертензија, како ја што примам лосартан, па тој лек го примат милион луѓе и да е некоја мала символична цена, ви имате профит. Колкав профит има да има една фармацеутска компанија ако треба да креира лек за 100 луѓе во, да кажеме, во Европа или 200, да кажеме, примарна хипероксалурија, тоа е мој фах, јас работам, значи со бубрежни заболувања, значи ситуација каде што се даваат камчиња, и сега таа компанија треба да продуцира лек. Знаете колку треба да се инвестира у ресерч? Прво треба да инвестирате да направите анимални модели, значи да видите прво на животински модели дали тој лек кој што вие сте го креирале врз одредени патофизиолошки познавања, дали тој лек е ефикасен на животни. Па после идат клинички трајали, фаза 1, 2, 3, значи прво треба да видите здрави доброволци, да го дадете на доброволец, дали тој лек е токсичен, па после имате студија на болни пациенти, па да биде дупло слепа, рандомизирана, значи да не знае никој ништо, значи да не знаете каде се дава лекот, каде се дава плацебо. Значи, лажно некој да каже витамин С, да кажеме. Добро, не е витамин С, али некаков прашар. И после тоа да се анализираат клинички податоци, па тоа долго трае. За некои болести да го процените ефектот ќе ви требаат месеци, години, вие треба да ангажирате маса на биохемичари, фармацеути, требате да најдете центри од кај што ќе регрутирате, па да контактирате. Тоа е долга постапка за да се создаде еден лек, потребно е 5, 6, 7 години минимум, за да тој па после да ги помине сите одобренија, значи од FDA, Food and Drug Administration, американската и наша европската ЕМА, да добиете дозвола, па да почнете маркетинг, па постмаркетинг студија, не значи вие може да пуштите некој лек, па после при таа, да кажеме, по-масовна примена, да приметите одредени несакани ефекти, па може да се случи да го повлечете, вие сте инвестирали милиарди долари. И како нема да биде скап, ќе биде скап лекот. Но за голем дел од болестите и нема лекови, тука се дава некоја терапија која што ги ублажува за некои болести постои така рече супортивна терапија, ама и ТАП терапија е битна, и таа терапија е битна. Го подобрува квалитетот на животот? Или одложува. Еве, например, да кажам за болеста која што јас работам, конкретно тоа е Алпортов синдром. За сега Алпортов синдром, тоа е една бубрежна болест која се карактеризира со мокрење на крв, со глувост и со прогресивно влошување на бубрежната функција. Тие пациенти завршуваат на дијализа. Со давање на терапија, еве како мојот, да кажеме, лосартан, АЦ-инхибитори, ако се дава редовно, вие можете да го одложите тој период до дијализа за 12 до 20 години. Вие може да одложите. Или денеска многу популарни СГЛТ2 инхибитори, емпафлагозин, даплагозин, не е битно за слушателите. Значи, тие го одлагаат тој период до почнување дијализа, да кажеме, за дупло. Ако се предпоставува, ние можеме према вредноста на сцерумскиот креатинин да предпоставиме за колку време еден пациент ќе дојде до терминален, тоест до отказ на бубрежната функција и потреба за заместителна терапија, дали хемодијализа, дали трансплантација. Значи, ако предпоставиме дека тоа наша процедура би била 3-4 години, со тие СГЛТ2 инхибитори ние може после 7 години да очекуваме да дојде до дијализа, што многу значи. Сега ние треба да бидеме и оптимисти. Значи, ако на тие деца, наши пациенти кои што имаат Алпортов синдром, им дадеме шанса, умеѓу време се надевам дека и фармаиндустрија ќе најде нови лекови, како што некои болести беа неизлечиви, денеска тие се лечат, се стават под успешна контрола, се надевам дека генетската терапија ќе има голем уплив понатаму за лекувањето, може би за 10 години, 15 години ние ќе лечиме со генетска терапија, а на нашите пациенти треба да им дадеме шанса да со здрави бубреци да го дочекаат тој момент на генетска терапија. Значи, терапија. иднината би била генетската терапија? Да, иднината би била генетска терапија. Професор, ако кафе етичкиот товар за вас како професионалец, а и за семејството на болниот, кога знаете дека постои лек, но е премногу скап за да му се даде на пациентот или пак не се дава поради нели бирократски лавиринти и слично. Гледаме дека постојано пациентите се борат одреден лек да добијат. Сигурно не е едноставно. Не е едноставно, знаете што не е едноставно? Вие ќе поставите дијагноза и клиничка и генетска дијагноза, но лекот постои тука, но се доаѓа, тешко се доаѓа до лекот, бидејќи сепак таа процедура кај нас е бирократска, долготрајна процедура,
нели вржана, нели прво треба да се одобри од стручен колегиум на, кажеме, клиниката, соодветна терцијарна институција, понатаму иде на комисија за ретки болести, па иде понатаму до како е Министерството, фондот за ретки болести, или тако, па онда треба да се распише тендер, па има, па конкретно за, не е битно, за мојава колешка на тоа него ни крие, има дете со една ретка болест, само еден таков пациент моментално у Македонија, никој не се нафаќа за еден пациент, ни една компанија не се зафаќа за еден пациент да набави лек, тоа се живи маки што ги има мојата колешка. Она не... Знаете, страшно е тоа, јас не знам. Значи, има многу работи кои треба да се решат и треба да имаме поголема комуникација, а со ова, со кратење на буџетот, јас се плашам, бидејќи се повише и повише пациенти со ретки болести ќе се диагностицираат. Значи, сепак постои еден наплив, еве со таа генетика, со таа свесност, со тие пациентски организации, па и самите пациенти, значи, на некој начин, јас мислам дека бројот на пациенти со диагностицирани ретки болести ќе се наголеми. Сепак свесноста е голема и тука е големо значење на пациентските организации. Професора, родителите кои што имаат дете со ретки болести многу читаат, многу учат. Понекогаш знаат повеќе за болеста од нивниот матичен лекар. Се случува и тоа. Повеќе од мене. Јас тука ќе спомнам. Родители научници, всушност. Јас тука ќе спомнам госпоѓа Гордана Лолеска, која што е значи лидер на ретко е да си редок од Охрид и Весна Алексовска секако они се лидери, значи за ретки болести од пациентски организации, бидејќи морам слободно да кажам, нејзиниот син страда од Алпортов синдром. И јас од Весна добивав податоци кога почна некој трајал, каде почна тој трајал, колку, па дури успеа да се инфилтрира и да дознае за резултативе, значи пред да тие бидат јавно објавени, ме разбирате. Кога имате проблем мака, вие ќе барате, не можам јас како health professional, па у нефрологија барем има некои 30-40 онака што се мало почести од ретки болести, не можам да све да читам и да пратам. Значи, оној што има мака ќе се интересира. Он можеби нема да знае за колаген синтеза, но ќе знае Алпортов синдром, има таков трајал, почна собирање на пациенти, дали почна Америка, дали почна и така напред. Тоа беше многу актуелно со бардоксолонот. Еве, јас до информација од госпоѓа Лоевска дека бардоксолонот како лек се испитува и така натаму, па тогаш јас се случив и на крај се разочаравме кога испадна на крај ЕМА и ФДА прегласија дека бардоксолонот нема ефекта, многу очекувавме и се разочаравме. Така, големи надежи. Имавме големи надежи, али човекот не сме, како беше она надежда последна, се гаси, како беше она, да. Надежда последна умира. Умира, така, надежда последна умира, да. Многу јавни личности проговорија за нивните ретки болести со кои што живеат. Селин Дион е едно од нив, живее со синдром на замрзната Така, укоченост јесте. Кочанетост некако. Кочанетост, тоа е генерализиран кочанетост. Видите, јас не знам дека у Македонија... Ни светот збориме, да. Јас не знам дека у Македонија постои таков случај, па би требало да има барем премало, бидејќи тоа е ултра ретка болест, отприлike 1 на милион и така. Еве, вие ме потикнавте баш да прочитам малце повише и да видам што е у основа на таа болест, али тоа е основа на таа болест што постои хипер, да кажеме, активација на мускулите. Значи, мускулите се стално под огромен, да кажеме, стрес, напнатност, ригидност и нејзе и посмета, јас не сум многу по поп музика и така натаму, нејзе многу и посмета затоа што ја зафаќа и респираторната мускулатура, онда ларинксот, нејзина фонација, пење, мораше да откаже многу болести. Значи, има многу личности, баш по повод ова емисија малце ме интересираше. Да, јас издвоив некој, повелете. Само не можам да ги најдам. Еднаш од тенисерките мислам дека имаше. Да, има, али баш ме потикнавте да погледам кои се историски личности, па дури и Питагора у оно време што е праисториско, дури он имал ретка болест, најверојатно Порфирија, најверојатно Порфирија, бидејќи имал тие напади и напади на некакви психози, халуцинации и така натаму со темна урина. Значи, некојаш темната урина може да не асоцира на ретка болест. Еве, прво што ми паѓа на памет тоа е алкаптонурија, понатаму може да не на порфирија и може на она миоглобинурија, оно што спомнавте за оној маратонец на 80 години што доби, значи темна урина ќе не води, па некои ретки метаболички болести, јас сега се враќам малце, баш сега ме подсетивте, еве, например, према урината, миризма на урината, мирис на риба,
на урината ќе ве потсети ќе ве упати на некоја метаболичка болест, па maple syrup urine disease, значи со мирис на јаворово дрво, на една болест на аминокиселини. Значи дури и мирисот на урина. Значи, а кој денеска мириса урина, освен ние нефролози, кога прегледуваме урине, па ќе го осетиме мирисот. И тогаш всушност може да ви се вклучи алармот дека тука може би... Ретки болести тешко ќе можам да диагностицирам, врз основа само на тоа, така, но може да се посомневате. Да имате, ние скоро објавивме еден труд со колешката Нора, алкаптонурија, каде што имавме една мајка на која не и верувавме, која нонстоп тврдеше дека нејзиното дете има крвно мокреча и мајката и докторката има проверено мокреча повише пати, немало никогаш крв во урина. Мајката дојде кај нас, тврдеше упорно, а ситуацијата беше таква, значи нејзиниот маж е гастарбајтер, работи негде во Германија и знаете како за да дојде треба детето да биде болно. Тоа ние го има случај, тоа е Михаузен се вика, Михаузен синдром, кога нешто се агравира, се измислува и ние мислевме дека се работи за Михаузенов синдром. И што се случи? Ние сепак поверувавме на мајката, веливме мајка, мама, собери урини, и остави урина. И зедовме урина и таа стварно после известен период, значи после 6 до 8 сати стана црна. А црна стана. И онда лесно ни беше, тестиравме за хомогентизинска киселина и докажавме една болест алкаптонурија. Ali mnogo интересно е да имавме и ситуација исто за алкаптонурија пред 10 години, кога што бабата тврдеше, ние ги переме пелените, тие стануваат црни. И кога се суши на сонце, стануваат црни, бидејќи тогаш хомогентизинска киселина се оксидира, што ја знам, и станува црно. И тоа не доведе кон диагноза на ретка болест. Сега, ова е малце тајно, со колешката Нора, ние очекуваме сега еден убав труд у New England Journal of Medicine, каде што една ретка болест која што се диагностицира со плави пелени, Блунд-Диапер синдром. Сега не може да повише да кажам, бидејќи тоа е confidential, знаете како тоа се строги правила, али очекуваме да се прифати. Значи, ретка болест, која што може да се манифестира и нешто друго, за тоа ќе слушнете, може би накнадно. Ќе слушнеме, се надевам во оваа емисија, професоре. Професоре, ви благодарам многу за вашето гостување во денешниот магазин за родителство 0+ месеци, што дадовте еден увид во ретките болести на интересен начин. Ми беше драго, благодарам за поканата. Почитувани, останете на Телма. Во продолжение на емисијата ќе зборуваме за работилниците за психофизичка подготовка на трудниците на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. За школата за психофизичка подготовка на трудниците денеска разговараме со Сања Буклишева, дипломиран акушер за интензивна нега. Добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден и ви благодарам на поканата. Неодамна беа возобновени, поточно минатата година, работилниците, односно школата за психофизичка подготовка на трудниците на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Па во кој месец од бременоста трудниците може да се вклучат во нив? Кои се критериумите? Така, значи Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство од 1 октомври минатата година ја возобнови школата за психофизичка подготовка на трудници. Пријавувањето, значи трудниците кои што сакаат да започнат и да бидат дел од оваа школа, значи препорачуваме да бидат по 28-та до 30-та гестацијска недела, каде што нели влегуваат во третиот триместар и сметаме дека е тогаш најпогодно затоа што во тој триместар почнуваат подготовките за самото породување. Меѓутоа и другите трудници кои што сакаат и порано да влезат во процесот на подготовка, слободно значи може да се јават секој работен ден од 8 до 14 часот на телефонскиот број 078 485 335. Каде се јават да се пријават и ќе бидат вклучени во овие работилници, односно во оваа школа за психофизичка подготовка. Дали заедно со трудниците може да дојдат и нивните партнери? Се препорачува ли да има некој покрај нив? Апсолутно, значи присуството на сопругот, партнерот или поблизок член од семејството не е задолжително, меѓутоа е поволно да дојдат затоа што препорачливо. Затоа што со самото нивно присуство се зголемува самодовербата кај трудницата, се намалува анксиозноста, а ипак тоа представува еден почеток во внесување на процесот каде што истите тие може да помогнат антенатално, натално и постнатално.
Повеќето трудници се информирани дека треба да внимаваат на исхраната, на суплементацијата, но сепак се во покачена телесна тежина, односно дебелина во бременоста. Нормално да се качи телесната тежина, но дебелината не се препорачува. Па кога ќе дојде таму, дали се прави, дали им се дават некакви конкретни совети, ќе се измерили нивната тежина? Има ли некои такви препораки? И покрај тоа што нели се информирани повеќето трудници, сепак имаме дел од трудниците каде што имаме покачување на телесната тежина, затоа новија часови препорачуваме значи еден режим или така наречена балансирана исхрана. Зошто е тоа битно? Затоа што покачувањето на телесната тежина кај трудниците доведува значи до гестацијски дијабет и предвремено породување. Кај новороденото, значи имаме макросомија која што нели апсолутно ни представува неможност за нормално спонтано вагинално породување, каде што истото може да се заврши со царски рез. Ги мерите на вага трудниците? Ги мериме на вага трудниците со тоа што нели со самата килажа правиме body mass index кај самата трудница, за да видиме нели колку е покачувањето нормално кај нејзе. Давате ли совети во однос на тоа каква облека треба да носи трудницата, какви обувки, бидејќи отекуваат и стапалата? Така, значи за време на бременост даваме совети на самите работилници дека тие треба да носат една удобна облека која што треба пред се да биде памучна. Обувките исто така треба да бидат значи удобни, со ниска подпетица. Така, давате ли некакви брошури за имаме еден код кој што е за скенирање во електронска форма, тој уште значи не е испечатен. Мислам дека во иднина и тоа би го реализирале, со тоа што може да се најават на истиот тој код и да видат совети за време на бременост, за време на породување и за време постпородување. Ќе ги вклучиме и гледачите доколку имаат прашање кои што е поврзано со денешната тема, да се јават и секако нивните дилеми да бидат разрешени во однос на сето ова што се однесува на психофизичката подготовка на трудницата. Значи сега зборуваме за подготовка, дел од нив имаат навистина голем страв од породувањето. Така. Од болката. Така. Што најчесто споделуваат со вас сега кога ќе дојдат? Најчесто имаат страф од болка, од неизвестност, значи како ќе заврши раѓањето. Кога е започнато раѓањето, кога треба да се јават нели во болницата каде што имаат одлучено дека треба да се породат. Меѓутоа, целта нели нова психофизичка подготовка е да ги воведеме во истиот тој процес да поминат што помалку без страв, што помалку без неизвестност, со тоа што нели на крајот од завршувањето на оваа работилница имаме едно безбедно породување и едно многу убаво искуство кај трудниците и идните мајки. Им давате некакви совети, например, за начинот на дишење, техники на дишење, се совладуваат ли, кои што треба да се применат за време на породувањето? Значи, фазата на породување е поделена во 4 фази, каде што првите 2 се соочуваат, значи, трудниците со нели болката. Еден од начините за справување со болка е дишењето. Правилното, контролираното, значи, дишење доведува до намалување на болката и намалување на стравот. Тоа е еден од начините. Меѓутоа, за да се намали болката, значи овде се и масажите, топлите облуки, правилното позиционирање на телото, движењето, значи, на самата трудница. Масажите ќе ги споменам како позитивно искуство, затоа што со самата масажа се ослободуваат хормони кои што ја намалуваат болката. Би сакала да најавам дека и од 1 октомври значи почна и безболното породување на трудниците на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, каде што истата аналгезија се ординира од гинеколог-акушер во соработка со анестезиолог. А што е во однос на физичката активност и вежбањето? Во однос на физичката активност, јога да се вежба за време на бременост? Јога, пливање, пешачење, сето тоа е вклучено и го намалува дополнителниот стрес, а во исто време и го подготвува телото за самиот чин на породување.
Значи, не се препорачува мирување. Еве има и тука една значи, престилка. Би било би било поволно да вежбаат. Претежно на престрелката, значи тие се истегнуваат. Може да бидат на колено, лакот на положба, значи во сите 4. На топката, значи, седнуваат кога се нели во активна фаза, бидејќи самата гравитација си го прави своето за полесно отварање или дилатирање на цервикалното устие. Правилното позиционирање на телото со тоа што има нели нанапред, значи на сите 4 да биде подперена пациентката, исто така има гравитациона моќ, значи за спуштање на новороденото и за полесно породување. Колку стручни лица се вклучени во овие предавања? Така, тимот го сочинува, значи, фактички стручен тим е вклучен во овие предавања, кои што се состои од гинеколози, акушери, акушерки, педијатриски сестри, педијатри и анестезиолози. Овие психофизички подготовки, значи, опфаќаат 5 фази, со тоа што нели дел од 3 часа ги држат акушерките, четвртата фаза е со педијатриските сестри, каде што нели помагаат на самите трудници во однос на капењето, во однос на облекувањето, во однос на негата на папчето, во однос на ставање на памперс, во однос на вакциналниот календар што све требаат нели да примат и во однос нели на капењето. И во однос на доењето. И во однос на доењето, кој што е најбитно, бидејќи Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство е голем промотор на природното доење. Зошто е тоа битно? Затоа што знаеме сите дека мечиното млеко е доволно богато со јаглен хидрати, аминокиселини, витамини и што е најбитно со имуноглобулини, кои што ги прима нели самото новородено кога кога мајката нели ќе го дои, со тоа што тие имуноглобулини го заштитуваат новороденото од сите заболувања кои што претходно мајката ги има поминато. Трудниците најчесто размислуваат за породувањето, тука се насочени нивните стравови, но не се свесни дека всушност еден од најголемите предизвици доаѓа кога бебето ќе пристигне во домот и кога ќе треба да се воспостави успешното доење. Што значи дека тука може да се научат и техниките на доењето. На доење, така, апсолутно позиција. За целиот тој период да помине што полесно. Така, значи на самите часови, значи ги презентираат начините како може да дојат, како е правилно, дали е воспоставено доењето, дали правилно го држат во тек на доење, дали после доењето треба да го исправат, нели за да се извади тој вишок на воздух внесен при самото доење. Има и тука една перничка гледам за доење, значи со сите реквизити сте подготвени. Апсолутно, да. Исто така трудниците добиваат шанса да прошетаат низ родилната сала, потоа да видат како изгледа делот, каде што ќе бидат сместени од како ќе се породат. Сметате дека е тоа корисно и може да ги опушти? Сметаме затоа што нели самиот страв од неизвестност, од непознатост, од нешто ново доведува до милион прашања кои што верувајте дека понекогаш трудниците и не сакат да ги постават. Затоа во делот на психофизичка подготовка на трудници, значи имаме час каде што ги прошетуваме низ сите одели каде што ќе бидат хоспитализирани истите и каде што ќе бидат сместени нивните новородени деца, за да знаат каде да се обратат. Мада на тие одели, значи секогаш имаме сестри и доктори кои што минуваат на редовна визита и одговараат на прашањата кои што сметат дека не ги доволно овладаат. Акушерките ќе бидат есенцијален партнер на трудницата во процесот на спонтанното вагиналното породување. Контактот со трудницата пред породувањето дали е важен? Дали овие работилници можат и да ги опуштат во процесот на породувањето? Така, пак ќе се навратам на тоа дека самиот процес на познавање доведува до некоја сигурност, до некое намалување на стравот, нели, низ целиот тој процес што ќе минат. Меѓутоа многу е битно, пак ќе се навратам дека и партнерите, делот, нели, членовите од семејството или сопрузите
да бидат овде затоа што тие најмногу ги релаксираат за време на породувањето, значи тие може да и помогнат да ја охрабруваат, да и прават нели масажи. Во текот на самото породување да и ги кажат и дел од техниките ако присуствуваат како треба да дишат, пошто некогаш имаме збунување во кој процес како би било дишењето. Додека акушерката значи е задолжена за безбедно породување на пациентката. Што значи тоа? Тоа значи дека во целиот тој процес е заедно со трудницата, значи дава насоки што треба да работи, се грижи, континуирано ги следи значи параметрите како кај мајката, така и кај фетусот, со тоа што имаме едно безбедно и така да кажеме еден најубав дел од животот нели е да станеш родител. Истото тоа да имаш еден добар впечаток е едно многу позитивно искуство. Како изгледаат техниките за дишење при породување? Техниките за дишење при породување се поделени во однос на дали е во активна фаза пациентката, дали е во неактивна фаза и фаза на породување. Значи, кога не е во активна фаза, нели почнуваат тие болки, меѓутоа тие се нерегуларни контракции. Дишењето е наслонето со длабоко вдишување и длабоко издишување. Меѓутоа во фаза на активна фаза на породување, тогаш дишењето ни е плитко со длабоко издишување, а за време на напоните многу е битно да има координација со вдишувањето, со издишувањето и самите напони за породување. Кога се веќе во родилна сала, тоест на родилниот бокс. Се случува на родилниот бокс да го заборават сето ова? Се случува, меѓутоа брзо се враќаме ако сме добро подготвени. Значи подготовката сепак е тука клучна. Така. Советувате трудниците да се подготват за сето ова? Советуваме. Полесно ли во сала кога ќе влезе полесно и на нас трудница која што знае што ја чека? Персоналот е многу полесно кој е запознаен фактички со целата и проблематика, пошто имаме трудници кои што имаат и коморбидитети. Во текот на тие психофизички вежби, значи ние дознаваме за некој одреден нивен проблем ако го веќе имаат, меѓутоа тука пристапот е индивидуален. Така што договараме нели средби со гинеколог, акушер, ако треба од некоја терапија да се прима. А ако е се во ред, во повеќето случаи, нели, кои што раѓаат трудниците, спонтано немаат коморбидитети и се со нормални бременности, тогаш мислам дека целиот процес оди безпрекорно. Во овие школи за трудници, дали тие можеби имаат можност да се сретнат и со анестезиолозите, бидејќи сега има можност и за безболно породување на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Имаат ли тука дилеми? Што да прават? Безболно, со спинална, епидурална анестезија или без ништо? Имаат, значи, петата фаза од психофизичката подготовка на трудници се однесува на педијатрите и се однесува на анестезиолозите. И сега повеќето трудници, од кога го имаме веќе воведено безболното породување, тие бараат безболно породување и бараат некаков вид на аналгезија. Меѓутоа, анестезиолозите ги објаснуваат контраиндикациите, дали има можност одредена пациентка да ја добие истата анестезија или има некои пречки. Така да истата не може да се аплицира. Во однос на анестезијата, значи ги советуваат дека имаме два типа на аналгезија. Едната е епидурал, а другата е спинал. Разликата е во време траењето на истата анестезија, со тоа што еписпиналот трае 2 часа и тоа е еднократна доза, а додека епидуралот може да се предлабочи и претежно го даваме кај трудници кои што не сме сигурни дали раѓањето со една доза или 2 дози од аналгезија би завршило или тој треба да се продлабочува и кај пациентки кои што имаме можност да завршат на царски рест. Не ве прашав за што служи оваа топка? Топката служи за седење и за правење на вежби, за истегнување значи на самата кичма, за истегнување нели на нозете лево и десно, каде што нели со самото истегнување на нозете истото тоа доведува до навлегување на плодот во мала карлица и полесно породување. Овие вежби се прават непосредно пред породувањето? Пред породување и овие топки значи ги имаме во предродилната сала, каде што
што трудниците во периодот додека да стигнат до родилниот бокс, можат на нив да се ги прават вежбите. И ги прават? Ги прават. И навистина го олеснува Го породувањето? олеснува породувањето. Така, Многу им е полесно да бидат и се препорачува да бидат во положба на топка, во положба на душечето за јога или гравитационо да стојат, отколку да бидат легнати. И моето последно прашање, бидејќи толков е терминот за денеска, во колку денови се распоредени овие часови за трудници во школата? За психофизичка подготовка. Така, во однос на тоа колку трудници ќе се пријават, Добре. се формираат групи, истите тие се поделуваат, затоа што една група, значи, просторијата за психофизичка подготовка, значи, има простор само за 6 трудници. Ако имаме пријавување на повеќе трудници, тие се поделени во групи од типот на оделни акушерки, оделни педијатриски сестри, оделни гинеколози, анестезиолози и педијатри. Со тоа што правилно ние би препорачале тие часови да бидат еднаш до 2 пати неделно, ипак тие секојдневно би било малку напорно, како нели, пошто и ние сме во работен однос и самите трудници, предпоставувам, некои се во работен однос, некои не, и ги организираме еднаш до 2 пати неделно. Јас ви благодарам многу што денеска дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци и им го пренесовте концептот на оваа школа на сите трудници, кои што наскоро очекуваат да се реализираат во мајчинството. Ви благодарам на поканата. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути кога зборуваме за здравјето.